47-то издание на фестивалот Скопско лето полека доаѓа до својата завршница. Како течеше досега и што се очекува до самиот крај? Разговарам со Василија Чали, директорка на Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Колку сте задоволни од досегашниот тек на фестивалот? Колкав беше интересот на публиката и дали ги исполнивте очекувањата од овогодинешното издание на Скопско лето? Па да, можам да кажам дури и повеќе од очекувањата. Навистина сме задоволни, навистина имавме голема посетеност на сите настани и навистина интересот за Скопско лето е доста голем. Годинава фестивалот понуди многу концерти, изложби, театарски, филмски настани. Па морам да ве прашам, кои содржини досега предизвика најголем интерес и оставија најсилен впечаток и кај публиката, но и кај вас организаторите? Така. Па видете, имавме доста настани. Ако морам да издвојам, би ги издвоила нели джез концертите, навистина имаше голема посетеност, како и на изложбата, односно настанот кој што беше организиран за јубилеот на 10 годишнината на джез оркестарот. Потоа имавме доста изложби, годинава воведовме една нова програма Кинотека на Скопско лето во соработка со Кинотека. Имавме доста соработки со национални установи, независни автори, изложби, концерти. Не знам што би издвоила, навистина се беше посетено и навистина се си имаше некако своја убавина. Но е убава можност денеска да кажеме што ја очекува публиката до самиот крај на 47-то издание на фестивалот Скопско лето и кои завршни настани не треба да се пропуштат, но и со каква порака ќе го затворите фестивалот? До крајот имаме уште, мислам, 10 дена и имаме уште 7 настани. Денеска ја поканувам публиката да дојде на концертот во музеот на град Скопје. До крајот имаме уште неколку концерти кои што ќе се одржуваат во КИЦ. Имаме гости од Италија, тоа е во соработка со фестивалот Модоарс на 24-ти, потоа имаме исто така уште еден концерт на 26-ти Тоше Поплазаров, пијано рецитал е тоа. Имаме промоција на книга 636, Скопје 6363 од професор доктор Иван Джепаровски и 63 слоја сеќавања на фотографот Сашо Алушевски во Сулијан и на крајот завршуваме со традиционално со музичка младина и нивниот камерен оркестар Саша Николовски Ѓумар. Верувам дека ви беше вистински предизвик организирање на ова издание на фестивалот. Ви посакувам успешна завршница. Ви благодарам за гостувањето во Македонија, во Добро утро Македонија и секако покана до сите гледачи кои што можат да одберат нешто од разновидната програма на ова издание на Скопско лето, кое што ќе трае се до 30 јули.